За урбан кросовер засега нема многу податоци. Долг е 4,3 метри и би требало да се нуди со верзии со 1 или 2 електромотора и автономија од 500 односно 800 километри. Дел е од планот на марката за лансирање 5 нови електрични возила во наредните години. Купувачите на Toyota на матичниот јапонски пазар ќе и се радуваат на обновената верзија на вечниот Land Cruiser 70 кој одолева на времето цели 4 децении. Докажувајќи се како наиздржлив теренец во светот, тој сега има помодерен изглед со LED светла и внатрешност со трендовски технологии, додека механиката, освен додавањето автоматски менувач, повеќе или помалку остана иста. Новости има и за Тајланд, кој е земја каде владеат пикапите. За таму Toyota го подготви моделот со ознака Hilux Champ, кој изгледа како детски цртеж, но располага со максимална практичност. Тоа го овозможува едноставноста на конструкцијата, чија модуларност дозволува безброј примени. Ке доаѓа во избор од 2 меѓуоскини растојанија и 3 мотори, сите веќе познати од модерниот Hilux. Цените му стартуваат од неверојатни ниски $13,000, а планови за негово лансирање постојат уште за Африка и арапскиот свет. Не беа заборавени ниту американците кои добија модернизирана верзија на Такома.